Ученици од гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци, кои се вклучени во проектот Читај меѓу редови на фондацијата Фокус од Велес, од денеска се едуцираа за медиумска писменост. Тие имаат можност преку овој проект да стекнат знаење како да ги препознаваат лажните вести кои денеска се почесто се пласираат низ социјалните мрежи, а токму младите се нивни консументи. Денеска овде во Кавадарци, пред 2 дена во Велес, почнувајќи го овој проект, гледам дека има интерес да научат, а тоа е добро. Основата им е релативно слаба, меѓутоа факт е дека овие млади генерации не гледаат вести, не читаат информации кои се однесуваат за настани во земјава, поинтересни им се содржините кои се споделуваат на Facebook и на другите социјални медиуми, и затоа овие работилници се токму тоа, да им покажеме што треба да знаат која е лажна вест, која е вистинска, како да направат разликата, и гледам дека размислуваат логички низ вежбите кои им ги давав, така да ако вака се работи, значи може да создадеме во една идна генерација луѓе со критичка мисла, луѓе да ги разпознаваат информациите. И сега колку од тоа ќе успееме и зависи со колку луѓе ќе се работи, не зависи само од нас, него воопшто дури целата средина, целата држава би требало да работи на овој феномен, подигнување на јавната свест за постоење на лажните вести и како да се препознаат. Гледам дека овде како изборен предмет етика ми спомна дека се учи, меѓутоа дури можат и другите изборни предмети, ова може да биде дел од социологија, може да биде дел од логика, во било кој од предметите ако се вметне како еден феномен, па дури и во информатиката, затоа што овие лажни вести се стигнува преку социјалните мрежи, треба да се размисли како на дополнување на лекции или да биде инвентивност на самите професори, додека го предаваат предметот, затоа што не е само информатика да ги научат алатките на користење на компјутерот и како тоа што ќе го осознаат преку компјутерот да го примаат, да препознаат дали е лажно или не. Меѓутоа, тоа не е лоша идеја да се потекне или преку Министерство за образование или преку локалните средини, затоа што де факто ако не почнеме да работиме со оваа структура на луѓе, утре не може да очекуваме дека некој туку така ќе седне и сам ќе се едуцира како да препознава или како да пребарува лажни факти, да утврдува факти, вистините и така натаму. Нели, едниот град ќе биде опфатен со електронски медиум, а другиот со веб портал на Велес и Кавадарци, да искреираат приказни што тие мислат дека ќе бидат актуелни за градот, за локални теми, дури може и глобални теми кои нив ги интересираат или ги засегаат, и на таа заедничка средба и на крај кога ќе се isproducираат, самите би се оценувале да видат кај им се грешките, какви грешки направиле, каков производ направиле и колку е тешко да се дојде до производот што ние го викаме вести, а тие го консумираат. Значи токму ова е да се воведат низ цел процес, утре можеби некои од нив ќе бидат во оваа професија, меѓутоа дури и да не бидат, да видат низ каков тежок процес се поминува за да им се понуди нив еден крајен производ кој се вика вест. Проектот го реализира фондацијата Фокус од Велес, а медиумски партнер на истиот е регионалната КТВ телевизија. Координаторот Даниела Саздова е задоволна од големиот интерес кај средношколците за стекнување на медиумска писменост. Фондација Фокус денеска одржа промоција предца на проектот Читај меѓу редови, а потоа следуваше првиот средношколски форум во кој што беа вклучени учениците од гимназијата Добри Даскалов. Учениците, искрено да кажам, пројавија голем интерес на оваа тема, медиумска писменост и критичко размислување, го покажаа досегашното искуство преку практичните вежби кои што новинарот Саша Димовски им ги покажа. Нивното искуство е мало, но се надевам дека со следните едукативни работилници кои што ќе следат во следниот период, ќе го подигнеме нивното познавање за медиумска писменост, односно дека ќе можат да прават разлика, што е многу битно да прават разлика помеѓу дезинформација и вистинска вест. И секако да го потикнеме нивното критичко размислување. Во наредниот период, учениците кои се вклучени во проектот ќе работат на подготовка на новинарски прилози кои ќе бидат емитувани во рамки на дневно-информативната програма Вести на КТВ. Постојат многу лажни вести и ние научивме како треба да ги препознаеме и кои се знаците што укажуваат на тоа. Сега научивме како се создаваат прилозите и многу е полесно за нас како средношколци да се соочиме со тие лажни и вистините вести и да знаеме основата како да ги создаваме тие вести во иднина.